Има наслов "Не е песна" од Амра Салихагич, која всушност нема ни објавувано, освен во Колапс. Тоа е еден литературен фанзин во кој еден од уредниците е Марко Томаш и со самиот наслов веднаш ме фати. Не е песна. Дури сме мали, сонуваме како не тапкаат, како не фалат, како ни мафтаат, како ни завидуваат, како добиваме награда од важни луѓе, го победуваме непријателот, спасуваме безпомошно живот, но го претепуваме помалиот брат, како ќе го направиме сето она, како ќе ја видиме Африка, ќе имаме многу пари да ги испратиме своите родители на заслужен одмор, утинечувале пола живот, како ќе станеме пилоти, ќе им помагаме на гладните и сиромашните, ќе лечиме луѓе, како ќе ги заборавиме грдите работи. И потоа, кога ќе пораснеме, само како низ магла се сеќаваме дека кога сме биле мали, толку одамна, за нешто, за што ли Господа, сме сонувале. Туриваме попладневно кафе, во две шоли, себе си и нему, вклучуваме телевизор и продолжуваме да сонуваме туѓи соништа. Благодарам. Тој е самоук поет, сликар и уметник. Посебен е во сите овие уметнички форми. Се разбира, го повикувам Дарко Ангеловски. Ова е песна од Крисина Розети. Се вика "Јас првата љубов, но потоа љубовта твоја". Јас првата љубов, но потоа љубовта твоја. Над мојата се вивна испеа повозвишена песна. Па ги удаве милните гукања на голубицата моја. Кој е повеќе должен? Љубовта моја беше долготрајна, а за миг твојата наведум стануваше се посјајна. Јас те љубев и те предпоставував, но ти ме измисли, ме љубеше за нештата што може би се или не се такви. Ама не, мерки и ваги на двајцата ни грешат крајно. На вистина, љубовта не знае за мој и твое. Љубовта става крајна посебните ти и јас. Зашто едниот е и двајцата по љубовта се едно. Длабоката љубов не знае за твоето што не е и мое. И двете се трајни и двете се силни, колку неа заедно. И двајцата не е колку љубовта што не прави едно нас. Јави се надолу со уште неколку збори, ако може, на насловот. Нема прочитам нешто моја, бев прашан за тоа, да ќе кажам една мисла, која вели колку и да имаш, сепак немаш ништо. Се дека немаш ништо што ќе направи да имаш се. Ја не би се дефинирал себе си никој поет, никој ништо, и уметноста постои да спаси душата на човештвото. Не постои да не дига нас на некој ниво. Ја го одбрав да бидам ништо. А тоа ништо што прави да имаш се е љубов, а ништо друго. Благодарам. Реков дека е уникатен. Одиме сега со преведувачка на повеќе од 100 наслови од италијански автори, Анастасија Ѓурчинова со своите омилени стихови. Беше побарано да препеам нешто ново и непознато. Се решив за две песни од две поетеси од оваа антологија на најнова мигрантска женска поезија во Италија. Песната што ќе ја прочитам е од една авторка Мија Леконт, која што е на француско потекло, живее и твори сега на италијански јазик. И незината песна е омаж за домот на оние кои што немаат дом. Ќе прочитам најпрве незворниот јазик и uvijek. Pietà di noi pietà, dell'erba che non cresce pietà, del tetto e la facciata, degli usci senza chiave pietà, dei nostri ambienti vuoti, pietà del suono e della luce,
ancora spenti, pietà, di noi qua dentro pietà, con le finestre finte pietà, dell'abitarci assente, del non poterci stare, pietà, 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 di noi in questa casa, pietà, in questa nostra altrui. Аплаузите заслужам, бидејќи сега и препевот следи. Мија Леконт, значи. Милост за нас, милост, за тревата што не расте, милост, за покривот и за фасадата, за портите без клуч, милост, за нашите празни простории, милост, за звукот и за светлото, се уште изгасено, милост, за нас тука внагоре, милост, со лажните прозорци, милост, за отсутното живење, за неможноста да останеме, милост, 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 за нас во оваа куќа, милост, во оваа наша атуѓа.